Едно од омилените места за разгладување и освежување во летните жешки денови, како за скопјани, така и за посетителите од цела Македонија, па и странство, е токму аквапаркот во Скопје. Како за децата, така и за возрастните. Со започнувањето на летниот распуст од 10 јуни оваа година аквапаркот ги отвори вратите за оние кои знаат вистински да уживаат во летните денови и да се препуштат на една поинаква забава, разладувајќи се и забавувајќи се независно од возраста. На површина од 12.000 метри квадратни во аквапаркот се изградени 10 топогани, базен за деца, базен со бранови, мрзлива река, административна зграда, санитарни јазли и соблекувални. Покрај водените содржини во аквапаркот има и угостителски објекти, кафе, барови и еден ресторан, ридарска служба и просторија за давање на медицинска помош. А колку ќе ве чини ова задоволство, ќе дознаете од Јане Мицевски. Цените за посета при VIP аквапаркот остануваат непроменети како минатата сезона, односно 300 денари е билетот, дневниот билет за посета во аквапаркот. Имаме предвидено фамилиарна карта од 1000 денари. Тука него оставуваме попустот за посети над 30 лица од 30%. Децата по 13 годишна возраст ќе праќаат 200 денари и најмалите, односно децата по 4 годишна возраст ќе се ослободени од плаќање на дневен билет. Од колку до колку часот и кои денови работи аквапаркот? Аквапаркот секако доколку дозволат временските услови работи секој ден во неделата од 10 до 20 часот. Како што кажав, доколку временските услови не послужат. Задоволува ли интересот досега? Започна летниот распуст, всушност и самиот аквапарк стартува со работа од 10 јуни, кога почнува и распустот. Кои се најчестите посетители и дали доаѓаат и надвор од Македонија, освен скопјани? Така. Ваквиот тип на базени, односно аквапаркот е директно поврзан со временските услови. Сведоци сме дека деновите што ни следе и односно временската прогноза ни укажува дека ќе имаме топло лето, така да посетеноста е задоволителна, околу 1000 посетители на ден. Искуството ни кажува дека во една сезона имаме посетители од 35 до 40.000, очекуваме оваа сезона да биде тој број достигнат. Околу посетеноста, слободно можам да кажам дека сме посетени од сите старосни генерации, односно аквапаркот е одлично прилагоден за сите возрасти подеднакво. Секако посетени сме не само од жителите на градот Скопје, од внатрешноста на државата и не исклучува можноста да бидеме посетени од соседните држави, како Косово, Србија, Албанија и така натаму. Во летната атракција во Скопје работат 34 лиценцирани спасувачи од Црвениот крст, кои завршија обука и се грижат за безбедноста на посетителите. Обуката се состои од теоретски практичен дел безбедност на вода, тоа како самите идни спасители да се обучат безбедно да спасат граѓани, но нормално тука е еден од побитните делови обуката по прва помош, која е ригорозна и мора секој спасител да ја помине. Не сте добар спасител ако немате помината добра обука за прва помош. Кога најчесто има несакани ситуации? Не можеме да прецизираме кога, најчесто претежно самите капачи кои не ги почитуваат правилата дадени од самите спасители, често самите луѓе не се свесни за нивната здравствена состојба кога влегуваат во вода. Често изложеност на сонце, нормално и конзумација на алкохол и храна доведуваат до несакани последици на вода. Кој е вашиот апел, кои се вашите препораки за сите оние кои би сакале да го посетат аквапаркот? Апелот од страна на Центарот за безбедност на вода, сите посетители на аквапаркот и на другите водени површини е да ги почитуваат препораките дадени од самите спасители. Пред да влезат во вода, оние сами да се проверат дали се во состојба да бидат во водена површина или не. Нормално спасителите се за безбедноста нивна, но сепак да се надеваме дека ниту еднашка нема да има потреба од интервенира. Македонската метропола нуди уште една атрактивна и уникатна содржина која го привлекува вниманието на сите генерации.
А за сите зависници од адреналин и доколку сте љубопитни кои се најадреналинските и најголемите аквапаркови во светот, еве листата на најпознатите од нив. Ако некогаш патот ве однесе на Тенерифе во Бразил, можеби дури и Кореја, мора да ги посетите нивните аквапаркови кои се сметаат за најубави во светот. Сиам парк Тенерифе. Овој парк е така уреден за да потсетува на Тајланд. За посетителите им се нудат часови за сурфање во базенот со бранови кои достигнуваат висина и до 9 метри. Adventure Dubai. Овој аквапарк е проширен во 2013 година. Во него можете да нуркате во аквариуми со ајкули или да пливате во лагуни со некои други безопасни животни. Аквантика Орландо. Посебен е бидејќи има 250 врсти различни растенија во градините. Целиот парк има околу 3,5 милиони галони вода која се одржува на 82 степени температура. Ако сакате да останете подолго, можете да изнајмите колиба. Ареа 47, Инсбрук. Овој австријски воден парк се наоѓа на Алпите, има 5 водени катапулти. Одвоени се деловите за деца. Карибиан Бей, Кореја. Во него можете да го доживеете најголемото светско возење по вода. Неговиот надворешен базен со бранови се протега на 130 метри. Tropical Islands во Краусник. Овој аквапарк е сместен во балон во Германија. Ги отсликува вистинските тропски острови во Краусник. Јас Waterworld во Абу Даби. Ова е првиот аквапарк во светот кој има хидромагнетни лизгалки. Добил награда дека е еко-френдли, односно дека ја штити околината. Па и не секогаш мора да поминете илјадници километри за да се поминете незаборавно. За да стигнете во аквапаркот во Скопје, не треба да патувате со часови и денови, а сепак ќе уживате во водените лудори. Изведувачи на градишните работи на аквапаркот се Полино Турција, компанија која има реализирано преку 2000 аквапаркови ширум светот. Целокупната инвестиција изнесува околу 5 милиони евра.